На денешен ден, 11 февруари. Илјада 1650 година. Во Стокхолм умре Рене Декарт, француски филозоф, математичар и физичар. Неговите дела представуваат основа на модерната филозофија, а во математиката темел на аналитичката геометрија. Негови најзначајни дела се принципи на филозофијата, расправа за методите, геометрија и уште многу други. Роден е на 31 март 1596 година. 1879. Умре Оноре Домје, француски сликар, графичар и вајар. Во своите дела, особено во графиките, беше силен сатиричар на своето време и аналитичар на негативните општествени и морални појаси. Вистинското значење на неговиот опус го сватија дури и импресионистите. Роден е на 26 февруари 1808 година. 1889. Јапонија доби нов устав, со кој во земјата се востанови дводомно собрание, но царот ја задржа извршната власт и што е уште поважно, неговата традиционална духовно-верска улога остана нечепната. 1919 година. Фридрих Еберт е избран за прв председател на Германија, која по поразот во Првата светска војна стана република. 1945. Во Јалта на Крим е завршена Кримската конференција, на која шефовите на владите на трите големи сили на антихитлеровската коалиција Сталин на СССР, Рузвелт на САД и Черчил на Велика Британија ги усогласија војните планови за окончување на војната против Германија и Јапонија. При тоа усвоија резолуција за ослободена Европа и се договорија за основање на општа меѓународна организација за мир и безбедност во светот, Обединетите нации. 1953 година. Умре српскиот сликар Урош Предик, член на Српската кралска академија. Тој е еден од најголемите српски сликари во историјата на земјата. Беше изразит академски реалист, сликар се учеше во Виена и Минхен. Големата композиција со класична митологија, која ја изработи во дворецот на Горниот дом во зградата на новото Виенско собрание, му го донесе местото асистент на Виенската ликовна академија. Изработи повеќе од 1000 икони и низа иконостаси. Работеше и историски композиции: Босански бегалци, Косовска девојка, Сираче на мајчиниот гроб, Весели браќа и уште многу други. 1969 година. Родена американската актерка Дженифер Анистон, која стана позната по улогата на Рејчел во серијата Пријатели. 1970 година. Јапонија стана четвртата земја во светот која лансира вештачки сателит. 1975 година. Прв пат во Велика Британија шеф на една политичка партија стана жена. За председател на конзервативната партија е избрана Маргарет Тачер. 1978 година. Во Стокхолм умре Ханри Едмунд Мартинсон, шведски писател и академик. Уште на 16 години стана морнар и низа години пловеше од Италија до Бразил. Меѓу непознатите негови дела спаѓаат романите Копривите цветаат, Заминување, Патување без цел, Кап Фарел и уште многу други. Во 1974 година ја доби Нобеловата награда за литература. Роден е во Јемсех на 6 мај 1904 година. 1993 година. Умре српската писателка Десанка Максимовик, член на Српската академија на науките и уметностите. Заврши филозофски факултет во Белград и беше професор во Обреновац, Дубровник и во Белград. Нејзини најпознати дела се песни Зелениот витез, Татковино Тукасум, Мирисот на земјата, Барам помилување, Немам повеќе време, Песни од Норвешка и Ничија земја. 2001 година. Во Тетово е поставен камен темелникот на Штуловиот коледж, првиот приватен универзитет во Република Македонија. 2002 година. Ватикан го формализира присуството во Русија со создавање на 4 римокатолички дијацези, не обрнувајќи внимание на протестите на Руската православна црква. 2006 година. Американскиот милионер и авантурист Стив Фосит
постави нов светски рекорд во најдолго летање без сопирање, прелетувајќи за 76 часа, 42.469 километри, од Флорида околу земјата во источен правец па се до Јужна Англија, 2 пати прелетувајќи го Атлантскиот океан.